Кратки најави за денешниот дневник. Мнозинството во Советот на општина Охрид изгласа нови 14 вработувања во општината. Национален парк Галичица и Планинската спасителна служба на свој трошок ќе постават рампи на патниот правец Трпејца Отешево. Енергетската криза го отежнува работењето во јавното здравство. Заштитена од пропаѓање музејска збирка птици во Незлобински. За најавените и заостанатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево и надпросечно топло за овој период од февруари со измерени максимални 14 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ведро и свежо. Утре во западна и северозападна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и топло. На југ од Скандинавија снег проследен со ветер. Во останатите делови од Европа стабилно со сончеви периоди надпросечно топло за овој период од годината. Во североисточните и источните делови од стариот континент студено со необичаено ниски температури кои во следните денови ќе се придвижат и во останатите делови од Европа. На Балканскиот полуостров во среда сончево со локална облачност и топло време. На север локална облачност, а максималните дневни температури во интервал од 13 до 19 степени. Во Македонија во среда свежо утро со утренски температури од -4 до +4. Во текот на денот сончево и топло време со слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните дневни температури во пораст над поветигодишниот просек за овој период од годината ќе се движат до 13, односно 22 степени Целзиусови. Во Охрид во среда претежно сончево и многу топло време. Минималната температура 1, дневната 15. Во четврток во Охрид сончево со локална облачност и дневна температура до 13, а во петок и сабота умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната 4, односно 3, дневната 12, односно 13 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Супер акција во Миса Маркети. Ајдамер рукер 1 килограм 359 денари. Свежи јајца шаблоно 30 229 денари. Млеко Милкос 59 денари. Шлак спреј 89 денари. Кисела павлака 900 грама 162 денари. Хера течен сапун 1 литар 73 денари. Ајдамер зелена долина 429 денари. Вемилк биено кравио сирење 479 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Мнозинството во Советот на општина Охрид на денешната 24-та седница даде согласност за измените на планот за вработување во општината за 2023 година. Измените предвидуваат 8 унапредувања и 14 нови вработувања. За опозицијата планот е мегаломански. Од локалната власт најавија кратење на работни позиции во општината и нова систематизација. Вработувањата во општинската администрација, како секогаш и на денешната седница, беа причина за жестока дискусија и политички препукувања од советничката говорница. 8 унапредувања и 14 нови вработувања во општина предвидуваат измените на планот за вработување во општина Охрид за 2023 година, кои денеска беа изгласани од мнозинството во Советот. Новите вработувања неприфатливи за опозицијата. Во основниот план кој беше донесен во август минатата година, беа предвидени само 5 нови вработувања. Нема сразмерност меѓу планираните 4 пензионирања и новите вработувања. Економската криза беше главен фактор за зголемување на цените на услугите од јавните предпријатија, но нема влијание за нови вработувања. Општината ќе вработува, јавните предпријатија едва исплаќаат плата и пуштаат вработени на принуден одмор, беа забелешките на опозицијата. Унапредувањата ги поддржуваме, но ваков мегаломански план за вработување во услови на економска криза и превработеност во локалната администрација не очекував. Состојбата во која се наоѓаме спречува нови вработувања, освен доколку е потребно стручно лице онаму каде е нарушено нормалното функционирање и работење, кажа координаторката на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска. Дали општината не може да функционира без немам намера ни едно работно место да го ставам во некоја подолна положба, меѓутоа, секако дека може да функционира општината без самостоен референт за водење евиденција од областа на спортот, референт администратор, помлад соработник за утврдување на наплата на такси и други надоместоци. Ги зборувам тие ке што ајде овие некој раководител на одделение за протокол, помошен раководител на сектор за комунални дејности, сообраќај и улици, помошен раководител на сектор за даноци, помошен раководител на сектор за урбанизам и управување. Во однос на урбанизам и управување, сметам дека треба да има асолни и саглам луѓе што ќе може да носат точни одлуки, меѓутоа, вие не можевте да функционирате без овие помошни раководители, без овој референт за што треба да прават за да евидентират одредени работи во спортот. Според секретарот на општина Охрид Александар Кителски, од август кога беше донесен планот, до крајот на 2022 година има намалување на бројот на вработени во општината од 266 на 251 лице. За прв пат имаме 8 напредувања на вработени во општинската администрација. Во општината има луѓе кои работат и по 15 до 20 години и не мрднале од позиција помлади соработници, посочи Кителски. Додаде дека за дел од новите работни места на јавните огласи може да конкурираат луѓе кои веќе работат во општината, а кои не можат да добијат унапредување, бидејќи нема такви работни позиции во постоечката систематизација донесена уште во 2015 година. Во план сум да донесам нова систематизација во општина Охрид. Работевме на тоа, имаше тимови кои што работеа, беше направена функционална анализа, беше изготвен нов предлог, значи за систематизација на работните места, нова организација. Меѓутоа, не добивме согласност од Министерството за информатичко општество. А не добивме согласност затоа што години назад никој не скратил работни места во општина Охрид. Него само додавал нови. Меѓутоа додавал помлади соработници, каде што референти, каде што не било потребно работно искуство, него без работно искуство се вдомат во општина Охрид луѓе кои што немаат работно искуство. Според Кителски, откако ќе се реализира планот за вработување за 2023, сите места кои ќе се испразнат ќе бидат укинати, односно во новата систематизација нема да има повеќе од 10% слободни места од вкупниот број работни места во општината.
Одговорницата во на моменти острата дискусија имаше политички препукувања за тоа кој вдомувал во општината партиски кадри, кој е виновен за превработеноста во администрацијата. Беа изнесени наводи дека за време на претходната локална власт лица вработени со договор на дело земале плата и по 40.000 денари, поголемо од раководители на сектори, возеле службени возила, немале ни работно време, доаѓале и си заминувале од работа кога сакале и дека за такви злоупотреби на службена положба надлежни институции треба да постапуваат. Од опозицијата побараа за се за кое што постои сомнеж дека било незаконски и имало злоупотреби да бидат поднесени соодветни пријави и да се сноси одговорност. Побараа и писмена информација за тоа колку биле вработени по сите основи за време на минатата и актуелната локална власт. Советот на општина Охрид на денешната седница го верификува мандатот на новиот советник Едис Зејнула од редовите на ДУИ на местото на Нефи Усеини кој си поднесе оставка. Советниците изгласаа изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Охрид за 2023 година. Буџетот претрпи измени во развојната програма за капиталните инвестиции во областа на средното образование 2023 до 2025 година, со алокација на средства за реконструкција на гимназијата Свети Климент Охридски. Советниците поддржаа субвенционирање на трошоците за потрошена електрична енергија на јавното предпријатие Водовод. Беше донесена одлука за формирање на Совет за женско предприемништво на општина Охрид, како и за подигање спомен обележје за Стојан Шутев, Тасе Василев и Коле Јанев од село Завој, загинати за време на Илинденското востание. Советниците изгласаа и 12 легализации на бесправно изградени објекти во Велгошти, Љубаништа, Лесковец, Којнско, Долно Лакочериј, Опеница, Велестово, катастарски опфат Охрид 4 и Рамне. Националниот парк Галичица и Планинската спасителна служба на свој трошок ќе постават рампа на патниот правец Охрид-Отешево преку Галичица. Денес испратија барање за согласност од јавното предпријатие Државни патишта. Ова следува по низата интервенции на извлекување заглавени возила во снежните наноси поради несовесно користење на патниот правец и покрај забраната за сообраќај која е на сила. Националниот парк Галичица и Планинската спасителна служба од Охрид бараат од јавното предпријатие Државни патишта согласност за поставување физички бариери за возила на патот од Тешево Охрид. Моментално на патниот правец преку Галичица сообраќајот се одвива до местноста Корита, каде што се поставени знаци за забрана од понатамошно движење на возила. Потребата од физичка препрека на патот за чие поставување трошоците ќе ги сносат Националниот парк и Планинската спасителна служба доаѓа по низа интервенции за извлекување заглавени возила. Ренџерската служба при паркот, Планинската спасителна служба и територијалната противпожарна единица во неколку наврати изминатиот период евакуираа луѓе од снежните наноси на патот над местноста Корита и покрај бројните предупредувања и апели за избегнување на неговата употреба. Јавната установа се одлучи заедно со Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид да подготви писмено барање и да го доставиме до јавното предпријатие Државни патишта да ни дадат согласност на патниот правец преку Галичица над локалитетот Корита да поставиме физичка бариера, односно рампи кои немат да дозволат несовесни граѓани да продолжат над локалитетот Корита да одат преку Галичица. Антонио Додевски од Планинската спасителна служба вели дека тие како волонтерска хуманитарна организација која е фокусирана на спасување на комплексен, високоризичен планински терен, не треба да се ставени во ситуација да ризикуваат и да трошат ресурси за извлекување заглавени возила поради несовесноста на граѓаните, кои во такви ситуации треба да повикаат шлеп служби. Апелирам и до граѓаните да не ја бараат вината во нас. Ние сме тука да им помогнеме во секоја ситуација. Меѓутоа, да не од друга страна да не ги злоупотребуваме овие ресурси кои што првенствено се наменети за луѓе кои што се во неволја, кои што имаат повреди, кои што имаат сериозна потреба од спасување, каде што останатите служби не може да го направат тоа. Ова кое што ние се занимаваме во последниве 3-4 недели е изигрување на шлеп служба. Патот преку Галичица, согласно годишната програма за одржување на патишта, е категоризиран во трета категорија која во зимскиот период не се одржува.
Изминатиот период, службите имале околу 30 на интервенции за извлекување граѓани со заглавени возила на патниот правец, кој вообичаено е затворен за сите возила во периодот меѓу месеците ноември и март. Енергетската криза го отежнува работењето во јавното здравство. Двојно повисоките сметки за електрична енергија во здравствениот дом Вевчани и двете амбуланти во селата Лабуништа и Велешта негативно се одразуваат врз функционирањето. Иако владата во септември лани најави бенефицирана цена за целото јавно здравство, здравствените институции останаа на слободниот пазар. Двојно повисоките сметки за електрична енергија го отежнуваат работењето на здравствениот дом Вевчани и двете амбуланти во селата Лабуништа и Велешта. Лани во јануари сметката за електрична енергија била 95.000 денари, а годинава 195.000 денари. Од менаџментот велат ги почитуваат препораките и заштедиле 20 од 100 киловат часови, но тешко е да се сервисираат превисоките сметки поради енергетската криза. Ние се трудиме да ги сервисираме високите сметки, но факт е дека се уште тоа не представува страшно голем проблем и перспективно мислам дека на работењето негативно ќе ни се одрази, но се надевам дека во соработка со фондот и со Министерството за здравство ќе успееме да го решиме и овој проблем. Иако владата во септември лани најави бенефицирана цена за целото јавно здравство, здравствените институции останаа на слободниот пазар. Сме на слободниот пазар и со последниот тендер склучивме спогодба со ЕСМ и фактички добивката е во тоа што маржата од претходните 10% не е намалена на 5% и колку толку мислам дека и тоа ќе влијае на нашето работење да биде поефикасно и подобро. Но и покрај кризата, со поддршка на општествено одговорни компании, деновиве заврши реконструкција на амбулантата во Велешта. Значително се подобрени условите за лекување на пациентите од целиот регион. Ова е пример на соработка меѓу установата општествено одговорни компании и граѓаните на Велешта. Со нивна голема помош извршивме комплетна реконструкција на внатрешната дограма, подните простории, санитарните чворови, така што условите за работа се далеку подобри него што беа претходно. Енергетската криза го отежнува работењето на сите здравствени институции во регионот, кои се соочуваат со големи долгови и блокирани сметки. Поправена е оштетената дограма во природно-научната збирка во Струшкиот музеј доктор Никола Незлобински. Со тоа се заштити од пропаѓање видот птици, превезан кој што живее на Охридското езеро. За да се зачуваат изложбените експонати, потребно е целосно реновирање или дислокација на музејот, предлага препараторот на животни кој се грижи за природно-научната збирка во музејот. Реставрирана и преуредена оштетена диорама со препарирани езерски птици. Барските птици се дел од природно-научната збирка во Струшкиот музеј доктор Никола Незлобински. Станува збор за превезан, познат вид барска птица од Охридското езеро. Васко Јолески, самостоен препаратор на животни од музејот, споделува како се одвивала постапката за заштита на птиците кои се наоѓаат во изложбената витрина. Се отвори диорамата, се спречи проблемот, комплетно се реоформи, се направи нова диорама во смисла на внатрешниот интериер и се спасија експонатите од пропаѓање. Имаше мов која што порано била ставена, некомпетентна, несоодветна за таа врста на животно, односно птица. Заменета е со песок, со трски, природни материјали кои што соодветствуваат на тоа, со цел да се долови природниот изглед, природното живеалиште на таа врста на птици. Самостојниот препаратор раскажува дека вредните музејски експонати може да пропаднат доколку не се чуваат и соодветно третираат. Тие прават напори повеќе пати во текот на годината да ги заштитат со хемиски препарати дозволени според ЕУ стандардите. Влагата им е непријател број 1 на експонатите, а штетниците кои стануваат поотпорни на препаратите се уште поголем проблем. Со оглед на тоа што објектот е премногу стар, премногу руиниран, таа опасност е неколкукратно зголемена и правиме надчовечки напори, верувајте, да го одржиме музеот онака како што е, да не пропадне.
моментално условите се тие, треба комплетно реставрирање и реновирање на музеот или дислокација на некоја подобра локација. Музејскиот објект е реновиран со околу 3,5 милиони денари минатата година. Спречено е протекување на кровот, изработена е фасада, поставени се внатрешни подни плочки, но проблемот не е решен, вели Олески. Експонатите не се заштитени, бидејќи е потребна набавка на нови диорами кои што ќе спречуваат продирање на влага и штетници. Старите диорами во кои се експонатите изложени датираат од самото формирање на Природно-научниот музеј. Да погледнеме кои вести од светот беа актуелни денес. Рускиот председател Владимир Путин во денешното обраќање до нацијата не навести крај на војната со Украина. Остана на ставот дека Западот е виновен за ескалација на конфликтот, а се пофали дека Русија ги има сите финансиски ресурси за да гарантира својата национална безбедност и развој и покрај санкциите од Западот. Русија сакаше мир во Украина, но Западот имаше други идеи, изјави рускиот председател Владимир Путин во своето обраќање до нацијата. Говорот на 21 февруари е прво негово обраќање по подолго време, откако во декември лани тој ја откажа годишната пресконференција и не се обрати во парламентот. Од почетокот на руската инвазија на Украина пред една година, најмалку 18.955 цивили се убиени или ранети во таа земја, објави канцеларијата на Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации. Новиот извештај наведува дека бројот е најмалку 7.199 убиени цивили и 11.756 ранети, иако се верува дека вистинските бројки се многу поголеми. Само во јануари годинава регистрирани се 697 цивилни жртви. Во тој месец е забележан висок интензитет на напади врз здравствени и образовни институции. Канцеларијата на Обединетите нации ги поврзува тие напади и значителниот број цивилни жртви со руската употреба на артилерија и друго оружје на цели не поврзани со украинската војска, се вели во извештајот. Во јули минатата година Италија се соочи со најголемата суша во последните 70 години, прогласи вонредна состојба во областите околу реката По. Предупредувањето доаѓа бидејќи Венеција, каде поплавите вообичаено се голема загриженост, се соочува со невообичаено ниска плима. Тоа им отежнува на гондолите, водените такси и службите за итни случаи да се движат по некои од најпознатите канали, пишува Guardian. Снимките кои кружат на социјалните мрежи покажуваат гондоли и чамци заглавени во каналите. За проблемите во Венеција се обвинува комбинацијата од фактори: недостигот на дожд, систем со висок притисок, полна месечина и морски струи. Италијанските реки и езера страдаат од сериозен недостиг на вода, соопшти во понеделникот еколошката групација Леgambiente, при што е вниманието фокусирано на северот на земјата. Во синоќешните нови земјотреси во Турција и Сирија загинаа најмалку 11 лица, изјавија локалните медиуми, а се чекаат и официјални податоци за дополнителен број на жртви. Автомобилските камери снимиле момент на уште еден страшен земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтер, кој вчера ја погоди Турција. Покрај силниот потрес на снимката се гледа сина светлина која го осветлува небото непосредно пред почетокот на потресите. Вакви чудесни блесоци го осветлија небото на Турција во момент на првиот разорен земјотрес на 6 февруари годинава. Тогаш, според познавачите на небото, се појавиле молнија, потоцна било објаснето дека од потресот на земјата се ослободуваат електрични празнења од карпите, кои поради земјотресот испуштаат сина и зелена светлина кон небото. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.